Поздрав до сите! Ова е 29-то издание на Тајната на успехот. Тајната на успехот се серијал подкасти за женско предприемништво, кој е дел од проектот Национална платформа за женско предприемништво, кофинансиран од Европската Унија. И во денешното издание ви представуваме една млада и успешна жена, која може да биде инспирација за многубина. Таа е собственик на едукативниот центар Лотус во Битола и еве заедно со нас е Мелинда Станчевска. Мелинда, добре дојде во Тајната на успехот. Добре ме најдов, како сте? Добро сме и добро се чувствуваме во вашиот простор. Вие сте собственик на едукативниот центар Лотус овде во Битола. И моето прво прашање било како започна вашата бизнис приказна? Откаде ви е во овој бизнис? Можам да кажем дека Лотус постои од 2011 година. Првично создаден од Симона Јовеска. Јас малку покасно се приклучив кон приказната на Лотус, ама се уште ја одржуваме и пробуваме да ги одржиме корените на основната замисла на Лотус. Основната функција беше да создадеме безбедно место за сите категории на луѓе. Исто така и започнавме и така се уште работиме. После си вклучивме да имаме и англиски јазик, и германски јазик и математика. Кои услуги еве, да им кажеме нека, значи кои услуги ги нудите во вашиот центар? Нашиот центар, значи, имаме англиски јазик, германски јазик. Англиски и германски јазик имаме специјализирани курсеви за деца. Исто така работиме со специјализирани програми од училишна програма, каде што децата ни идат со училишна програма и решаваме нивните проблеми од училиштето. Имаме математика и тоа се работи по училишна програма и германски и англиски за возрастни, курсеви за возрастни. Кои методи се користат во работата со деца? Сепак децата се најголеми критичари и не знаат да направат лицем. Покажуваат нешто ако не им се допаѓа. Затоа и е успешна работата со нив. Едноставно сакаме да работиме, секој едукатор си има свој стил и свој метод на учење, ние тоа го почитуваме и сакаме да работиме разновидно. Ама пробуваме да учиме преку игра, пробуваме да учиме преку основни, значи ако имаме да речеме проблем низ животот, како ќе го решиме тој проблем низ животот, не само дојди ќе учиме англиски, едноставно на некој начин ние сме и психолог и психијатар на тој начин и ги решаваме таквите проблеми, не само учиме. Затоа што на тој начин се гради целокупната личност, не само да се знае, треба да се и да се умее тоа да се пренесе. Едноставно сакаме да им бидеме пријател. Нормално секогаш треба да имаме авторитет до одредена граница, ама нашата прва цел е да бидеме пријател, за да се осеќаат безбедно, да се чувствуваат безбедно кај нас и да знаат, да ни кажат дека имам јас ваков проблем и таков проблем и да можеме ние да го решиме на некој подобар начин. Задоволни се децата, побаруваат ли нешто друго што во иднина би можеле да го метнете во програма? Моментално разработуваме на нови насоки и размислуваме за нови насоки и за проширување нели секој бизнис, значи што поседуваш бизнисот, значи знае и сакаш да се развива, да го развиваш и да го прошируваш. На тој начин и ние размислуваме. Сега имавме баш нова работилница каде имавме роботче, што се нарекува Кубето, и на тој начин децата го управува и му кажува како правци и правилно му кажува, тоа само одешен и робот, пошто е робот. Значи во текстот, технологијата со новините што се случуваат во животот. Така, тоа имаме, секогаш мора да бидеш во тек. Ако работиш со деца, секогаш мораш да бидеш во тек, бидејќи на тој начин само ќе ги научиш да ги контролираш и ќе ги ослободиш и ќе им дадеш слобода да се изразуваат. Ако да речеме на некој начин не ги следиме трендовите, не можеме да бидеме пријатели. Не можеме да бидеме пријатели во никој начин. Тоа се убавите моменти што се случуваат во едукативниот центар, но пандемијата веројатно и кај вас имаше големо влијание, затоа што сепак тука на исто место собираат повеќе лица. Така, пандемијата, мислам дека за едукативните центри бевме најпогодени, бидејќи први се затворивме и последни се отворивме, и едноставно голем удар ни беше и неспремни бевме за учењето од далечина.
не бевме спремни на тој чекор, не беа ни децата спремни, па родителите уште помалку беа спремни за тој чекор, бидејќи не беа ни училиштата, сите установите образовни за таков вид на настава. Бидејќи после имавме нели мерки каде што треба да ги исполнуваме за просторот, ние не бевме спремни на тој чекор, бидејќи порано ние сме знаеле да имаме значи деца и повеќе во еден простор, бидејќи сакале да бидат заедно. Сега и да речеме цела фамилија сака да дојде заедно, ние не можеме да ги сместиме заедно бидејќи имаме и тоа е веројатно дел од циклусот на собирање знаење, на учење на децата. Така да имавме доста предизвици кои мислам дека и ден денеска пробуваме да ги надминеме. И затоа сите желби и сите планови за Лотус беа на пауза ставени. Кои други предизвици, тоа беше короната, еден проблем. Дали некои други административни или други проблеми со кои се соочува, да речеме, вашиот едукативен центар, што би требало да се надминат во наредниот период? Мислам дека следно нас би ни требало да се развиеме на, како што рековме, со технологијата, на тој начин да се развиеме и планираме на нов простор, на поголем простор. На тој начин треба да се ги гледаме работите да се развиеме и нормално со тоа да привлечеме повеќе внимание и кај родителите и кај децата. И кај возрастните веројатно што посетуваат ваков вид на настава. И возрастните се дел од нашата едукација, каде што имаме доста часови со возрастни по англиски, по германски јазик. Имаме и консултатски услуги. Бевте дел и сте од програмата на Центарот за управување со промени, мерки за зајакнување на женските бизниси по COVID-19. Што лично за вас, односно за вашиот центар, представуваше овој вид поддршка? Ни дадоа огромна поддршка, не само поддршка со тоа што не усмеруваат кон точниот пат за бизнисот, туку и тука се, постојано се тука, не мотивираат, ни кажуваат дека се ќе биде во ред и знаеме дека ќе ни помогнат на тој начин. Не обучуваа како да си го изрекламираме својот бизнис на подобар начин, како да действуваме на подобро, значи да одиме на подобро после ковидот и после сите работи. Така да имаме доста многу работилници со нив и се постојано тука и само да ги запознаеш личностите и како сте вие денес тука е една огромна шанса за идна работа. Да. Колку, освен Центар за управување со промени и другите асоциации, пошто вие сте жена и вашата косопственичка, колку другите женски организации, например Националната платформа за женско предприемништво, придонесува за тоа што споменавте, размена на искуства, размена на информации, поддршка во одредени моменти? Едноставно искуството е не може да се опише, бидејќи треба да се почувствува. Запознавме многу жени што имаат своји бизниси и неверојатни приказни од тие бизниси. Секој си имаме своја приказна, ама кога слушаш некоја друга приказна си викаш леле, колку тие се потрудиле, така и колку те мотивира едноставно да се вратиш во својот бизнис и да работиш на тој начин каде што ќе постигнеш многу работи. Значи може да се каже дека на некој начин се и емоционална поддршка во моментите на слабост, во моментите на самодоверба, за да се продолжи напред и да се успее во она што сте го замислили. И не од само по свој план, него и кога ние понудиме идеја и кога ние мислиме дека нешто добро за нашиот бизнис се остварува. Така да тоа е многу важно. Мелинда, јас се посакувам во наредниот период да ги остварите сите планови, сите желби, да бидат задоволни сите корисници на услугите на вашиот центар. Ви благодарам за шансата и се надевам дека ќе се дружиме и понатаму. Благодарам.